Добар ден на сите. Почитувана министерке во владата на Република Македонија Зорица Апостоловска, почитуван директор на Агенцијата за технолошки и индустријски развојни зони, почитуван представник на компанијата Мурат Тичарет господин Ѓулсол, почитуван инвеститор. Сакам да напоменам дека за разлика од се што досега слушавме во јавноста дека владата на Република Македонија не ги поддржува странските инвеститори, напротив, ова е еден добар доказ дека тоа не е точно и дека странските инвеститори ќе бидат уште посилно поддржани од тоа што беа досега. Ова е еден од многуте идни странски инвеститори кои што ќе дојдат во Република Македонија и со кои што ние досега разговаравме во овој период од 5-6 месеци владење на оваа влада. Единствено што се чекаше да се изградат новите политики за државна помош, кои што сега во овој случај се транспарентни и кои што не зависат од преговарање со никого и во ниеден кабинет. Сега имаме транспарентна шема со јасни критериуми и тие јасни критериуми можам да кажам дека се уште со поголема поддршка према странските инвеститори. Тоа го потврдува и симулацијата која што ја направивме на постојните странски инвеститори во Република Македонија. Практично, ние го знаеме нивното работење, ги знаеме нивните договори и сега кога направивме симулација колку тие би биле поддржани со новите мерки на владата, бројките се охрабрувачки и сите компании кои што имаат нормално работење, сите компании кои што се добро познати во светот ќе бидат подобро поддржани. Но новината е што покрај странските инвеститори ќе бидат поддржани и македонските компании и нормално тука се поставува прашањето од каде ќе биде изворот на средства. Изворот на средства ќе биде од две страни. Прво, во новиот буџет на Република Македонија за поддршка на економските политики и за поддршка на економијата има детерминирано 46% повеќе средства од било кој буџет до сега, 46% во споредба со минатогодишниот буџет, а практично и уште дополнително ќе се најдат средства за поддршка на економијата заради тоа што ќе бидат скратени непродуктивните трошоци. Практично новиот буџет 91% ги крати овие трошоци за промоции, роучоа и така натаму и мислиме дека има многу посоодветни начини како странските инвеститори да бидат анимирани и да бидат атрактирани да дојдат во Република Македонија. Во моментов имаме 19 компании со кои што преговараме и само сакам да кажам дека за сите години уназад 19 компании вкупно имаат подпишано договори. Ги поканувам сите странски инвеститори да искористат оваа програма која што од крајот на оваа година ќе биде официјална политика на владата на Република Македонија. Сосема накратко, не би сакал да ги повторувам сите зборови кои што веќе ги кажаа за почитуваниот инвеститор. Тоа е респектабилна компанија која што има фабрики на 4 континенти, која што има представништва во многу европски и американски држави. Понатаму, тоа е компанија која што потекнува од Турција. Турција е наш традиционален голем партнер. Сакам да напоменам дека само во првите 3/4 од оваа година или првите 3 квартали од оваа година прометот со Турција е 282 милиона евра или тоа е 4,4% зголемување на соработката со Турција. При тоа, значи, некаде околу 10% е зголемен извозот од Македонија према Турција, што е посебно важно и Турција е еден од најголемите инвеститори во Република Македонија со досега инвестирани 225 милиони евра. Значи, сакам да кажам дека сите овие бројки се охрабрувачки, дека сите инвеститори и странски и домашни се добродојдени. Мене посебно ме радува што и домашните компании ја препознаа оваа политика и тие пројавија сериозен интерес за инвестирање во зоните, но и надвор од зоните. На крај, ќе искористам приликата да им посакам многу успех во работењето на компанијата Мурат Тичарет, да им посакам да нивната инвестиција во Македонија што побрзо им се исплати и истата да ја прошират во уште поголема инвестиција и во поголем обем. Да им посакам многу бериќет на крај. Благодарам се.